А иначе, за овој австрискиот премиер Курц, сите со години мислевме дека е ВМРО-ец. Арно, ама, кога и СДСМ го прими Курц, више не мислиме така. Он е уствари единствениот Курц кој што го има примено српската премиерка. СДСМ толку се возбудија кога го примија Курц, што го помеша неговото австриско со литванското знаме кога ни дое на посета. Викам, не дај Боже да требаше да дое швајцарскиот премиер на посета. Гарант ќе го пречекавме со знамето на Црвен крст. Па сега папата која беше у Скопје, кој се симиеше од авион, умрев од страв, мислев дека оставиле знаме, зелено знаме со полумесечина, тамо дека закачиле. Се бара, жив или мртов. Типот кој што ги пишува говорите на Заев. Според него, Холокаустот е еврејска традиција. Што значи, Холокаустот традиционално се појавува кај еврејви на секој 75 години како Халеевата комета. Леле, која рипна овие бившиве твитерџи и сега што се пиарџи у влада. Лапсус, 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 лапсус. Дечки бе, лапсус е ако наместо дај ми го твоето раче, кажеш дај ми го твоето маче. Али ова е од неукост. Човек што има здраво формално образование, значи, него му е боза да препознае разлика помеѓу австриско и литванско, белгиско и германско, српско и руско знаме, знае што е традиција, знае што е Холокауст. Ама на типчево изгледа да беше малце образувано, кој ќе го препрочитувал говорот, одма таа реченица ќе му извадеше очи, ќе речеше, чекај бе, што сум напишал ја овде? Не може Холокаустов да е како и традиционално излетничко место на евреиве, како Саборов на Трубачи у Драгачево или Ростилијадова у Лесковац бе. Тоа е символ на геноцидот врз нив. Али изгледа на типот у моментот земјата му била рамна плоча. Ќе кажете, луѓе сме, грешиме. Да, ако сгрешиш само еднаш се случува. Ама во вакви протоколарни политички ствари, ако сгрешиш во серија, значи дека си дибек. Ама завршија изборите и сега ќе видите СДС кој ќе почне да гради ко ВМРО што градеше. Еве го сега у Тетово. Се гради нов театар од 45 милиони евра, У Тетово. Знаете тамо дека у Тетово албанците еднаш у 3 години прават представа, која што се игра само на премиера пред 20 луѓе, пошто другиве се у околните кладилници, овие коцкарници и тамо можете да ги најдете. Али знаете што уште поголем проблем? Што не знам колку знаете, 70% тетовчани пијат загадена вода. И сега владама нормално, одговорна и реши да спроведе анкета на улиците на Тетово. Добар ден, дали знаете дека ќе се гради во Тетово театар од 45 милиони евра? Да бе, знаемо дека ќе се гради. Знаете. Дали знаете дека пиете загадена вода? Да бе, тоа знаемо. Од жуто, од сабајле е жута, после тоа се менја у црвена. А како сте го забележале тоа? Па многу лесно, кад го мочам, од жуто иде према црвено. А каква е ноќе? Ноќе! Ноќе, каква е ноќе? Ноќе е вала добра е ноќе. Ноќе свети. Кој свети водата од чешма? Јок бе море! Кад идем на ВЦ, не мора да палим светло, само мочам и све се види. Кад га тресем, као джингл бел, светоат звездички по таван. Господине, а дали знаете дека во Тетово ќе се гради тој театар од 45 милиони евра, вие и понатаму ќе пиете загадена вода? Па што бе море? Треба да има театар, треба децата да има каде да се играат, да има тобогани, да пливат, да јадат бурек, јогурт, да има сљаткара, пицерија. Добро, господине, се е окей, ама водовод, господине, чиста вода. Што ме куропецаш, бе, ти цело? Бе, што ме куропецаш ти мене цело време, бе? Па што знае дете што е водовод? Ако е жедно, ќе му купиш сок.
Овие па агенција за електронски комуникации фукнале 24.000 евра за пенкалца со циркони да им поделат на вработениве. Сергеј им кажал да ги купат. Тоа било сега многу модерно, ма не кенка да будем. И против уроци било исто така. Еј бе, шо е следно? Шо ќе купуваат следно? Не се сери Hello Kitty за пенкалца и ранци Frozen. Замисли она супер сабајле, си играш X0 или јам со колешките на работи, пенкалцево цело време ти свети. Весела географија не верувам дека игра, тоа е на соодветна буква да погодиш име на град, село, држава, планина, затоа што вработените во тие институции државни, 90% се функционално неписмени. Географија знаат само од овие понудиве на туристичкиве агенции за зимување и летување. Или од билтениве на кладилнициве. Знаеш кај е Колчестер? Дави у англиска 4-та лига. Толку бе, доволно бе, нема потреба. 24.000 евра. Зошто бе? Изгледа кога си неписмен и кој ти е мрак у глава. Секојаш бараш нешто да ти светка за да ти биде поинтересна работа. И што е со непотизмов бе, луѓе? Која мајка пратеничка синот си го изгубила у Елем си го нашла? На пратенициве сите дечиња се елемчиња. Кај бил син ми у Елем? А ја сирота се утепав, го барам низ пола свет со Интерпол, го прежелив детето. Мислев го киднапирала опасна педофилска група од Белгија, го врзали у подрум, го силуеле, му правеле реденка. Него му било супер, грзето на топло у Елем. Бе, сине бе, туку ќе никнеш тамо кај што не те посадиле. Добро бе, син на мајка, зашо не и кажа на мама дека си се вработил у Елем? Па добро бе, мамо, па ја мислам дека знаеш, па ти ме вработи. Не ади гомна говедо едно. Јас сум те вработил. Немој ја ушеднаш пред луѓе да си го кажал гласно. Него, сине, слушај, мама ќе се врати за едно 4-5 сата да почастиш кафе за вработување, сега мора да скокнам до рек Битола, бе, сине, са бајле ми јавија. Бе, вујко ти некој го вработил са бајлево тамо, Има и ваков расплет, доаѓа синов кај мајкава претеничка. Мамо, да ти кажаме на среќна вес, овие твоиве од партија ме вработија у Елем. Кој си бе ти? Ја не те знам, прв пат те гледам да ти кажам право. Бе, чибу тамо. Син, неам ја син. Шо ви направи непотизмов, луѓе? Непотизмов страшно ги оттуѓи функционерите и пратениците од нивните најблиски. Видете го министерот Бектеши. Па ја појма не знам дека сестра ми се вработила у државна институција. Таа ми е сестра мене, мажена, живее на друга адреса, не живееме заедно. И каква врска има тоа што таа работи во државна институција, а јас сум министер? Имате и ваков пример. Жена ми добила тендер. Прв пат слушам. Бе, шо има везе? Па она добила тендер, не сум добил ја. Па она ми е мене само жена, бе, освен тоа што имам со неа 2 деца, 120 квадрати стан у Скопје, викендица у Маврово, апартман на Закинтос, 2 коли, а немам ништо друго заедничко со неа. Вие новинарите говна едни. Кај најдовте вие тука? Кај видовте конфликт на интереси што сум ја министера, она добила тендер од влада? Али затоа оваа Мира Дизел и тргна сезонава кона Лука Дончич у НБА. Од кај да шутне кожда? Синот у Елем, шлак. Братот у рек Битола, шлак. Кучето у гранична полиција, шлак. Папагалот, директор на опера и балет, шлак. Желката си ја турила у државна администрација, пошто таму најбрзо работат, шлак. И мачката ја вработила у Собранискиот подрум. За секој фатен глушец 100че, за секој истрчан километар 50че у джеп. Овие од СДС викаат, па кај има, па не е тоа непотизам. Па што е бе? Синовизам и ќеркизам. Баш кај сега се појави еден друг феномен, позаебан се вика непостизам.
Тоа е кога ништо не можеш да постигнеш у животот без роднини у влада. Али пошто овие министриве се полуписмени, некојаш така ќе им се случи, ќе сгрешат, ќе ги збркаат презимињава на својот баџанак, да кажем, и на некој што не го познаваат, што не им е роднина. И ќе се случи, овој што не им е роднина, по грешка да го вработат у државна институција. И сега замислете дека сте еден од тие случајно така, на среќа, не сакајки што биле примени у државна институција. И замислете, си доаѓате прв ден на работа, никого не познаате. Нема кој добар ден да ви каже. Косираче сте. Влагате у канцеларија, седите сами, зашто другиве седат дома и примаат плата. Абе нема братучет да те замени да отидеш да кркнеш една чорба. Нема дада бато да ти каже у кој кафичи се седи на кафе пауза од 10 до 2. Немаш никој, ти си сам.